Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. По 2 нови случаи на лица инфицирани со ХИВ годинава во Охрид и Струга. Се подобрува патната инфраструктура во Вевчани. Повредени тројца работници на Охридски водовод во несреќа на 15-ти корпус. Највисоки награди за охридските Brain of Brain генијалци на светскиот натпревар во Дубај. ТАВ ги промовира туристичките потенцијали на Охрид и Македонија со цел отворање директни авионски линии со Шпанија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно со пообилни врнежи од дожд, ветровито и свежо со измерени максимални само 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде умерено облачно, ветровито и свежо. Во петок во централна Европа над Алпите нестабилно со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено време. Во останатите делови од Европа ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, но студено. Особено студено време се очекува да биде во централна, западна, северна и североисточна Европа. На Балканскиот полуостров во петок времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во северните делови од полуостровот нестабилно со врнежи од дожд, на планините врнежи од снег. Максималните дневни температури во интервал од 3 до 15 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, но свежо. Минималните температури од -2 до +6, максималните дневни температури во Македонија утре од 7 до 13 степени. Во вечерните часови повторно услови за појава на магла. Во Охрид во петок времето умерено облачно, ќе има и повремени сончеви периоди. Минималната температура 3, а дневната 10 степени. Во сабота и во понеделник ќе биде претежно облачно и свежо. Минималната температура 3 односно 7, додека дневната од 10 односно 11 степени. Во недела времето умерено облачно во Охрид, ќе има и слаби врнежи од дожд, а дневната температура ќе достигне 11 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. 6 ново регистрирани лица инфицирани со ХИВ од 2022 година во регионов, од кои по 2 во Охрид, Струга и 1 од Дебар. Ново инфицираните лица се на возраст од 40 до 44 години. Почна кампањата за подигање на јавната свест за превенција од ХИВ-СИДА. Охридскиот центар за јавно здравје годинава евидентирал 6 ново инфицирани лица заболени од ХИВ-СИДА. Од нив по 2 лица се откриени во Охрид, Струга и Дебар. Ново инфицираните лица се на возраст од 40 до 44 години. Годинава од СИДА починале 3 лица. Во Охрид од почетокот на епидемијата на ХИВ-СИДА до денес регистрирани се 17 случаи на оваа болест, информира епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска од Центарот за јавно здравје Охрид. За време на пандемијата со COVID имаме многу мал број на тестирања и многу малку имаме заболени. Меѓутоа се олабавија мерките, така да заради тоа имаме и ново заболени во Охрид, Струга и Дебар. Охридскиот Црвен крст активно се вклучува во глобалната кампања за борба против ХИВ-СИДАта, која годинава се одвива под мотото Rock the Ribbon. Планирани се низа активности за подигање на јавната свест за превенција на ширење на оваа болест со акцент на едукација на помладата популација, информира председателот Сашо Точков. Нашите волонтери веќе се на терен и ги ставаат оние символични црвени панделки кои што асоцираат на тоа дека сидата постои и даваат подршка на оние лица кои што живеат со ХИВ-AIDS вирусот. Она што е битно да се каже во рамки на овие активности, тоа се типизираните предавања кои што веќе се испратени до сите основни и средни училишта за да се презентираат пред учениците, токму со да ги стекнат и да ги дознаат оние основни знаења за оваа болест. Исто така предвидени се во неделата на борба против СИДА од 1 до 7 декември низа работилници, трибини со младите кои што ќе се одвиваат и овде во Црвениот крст и во средните училишта, се со цел да младите се што повеќе запознаат со оваа болест и за да се активираат за пренесување на тие знаења кај оние врсници кои не успеале да дознаат нешто за оваа болест. Во Македонија од почетокот на епидемијата на СИДА до 30 ноември 2022 година се евидентирани 570 лица инфицирани со ХИВ-СИДА. Од нив 360 се ХИВ позитивни, 214 се заболени од СИДА, а починале 123 лица. Доминира машката популација, од кои 516 лица се на возраст од 25 до 39 години. Најчесто преносот е преку хомосексуален контакт, а на овој начин се инфицирале 347 лица, информира епидемиологот доктор Штурлакова-Коровешовска. Во општина Вевчани се подобрува патната инфраструктура. Започна постапката за реконструкција на улиците Попој Млака и Шопев мост здравствен дом. Од општината велат, посветено се работи на реконструкција на патиштата кои се основа за развој на туризмот. Утврдена динамиката за реализација на одобрените проекти во рамките на програмата за рамномерен регионален развој во општина Вевчани. Започнаа потребните постапки за избор на економски оператори за реализација на градежните работи. Ке се гради локалната улица Попој Млака, која е клучна за развој на туризмот во општината. Воедно ке се реконструира којната во детската градинка Планински цвет. Вевчани посветено работи на подобрување на патната инфраструктура, информира градоначалникот Спасе Кочовски. Преку југозападниот плански регион, 2 проекти, беше се обезбедени средства, целосна реконструкција на којната со инвентар во детската градинка и патот овдека познат локално како Попој Млака, пробивање, тампонирање и асфалтирање. Тие се работи негде околу 250.000 евра што се обезбедени и што во догледно време ќе ги направиме. Во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион во тек е подготовка на нови предлог проекти, за кои ќе бидат обезбедени средства во наредната година, и тоа реконструкција на дел од локалната улица Трафо Буној Смолеица, но и изградба на нов ефикасен систем за грејење во детската градинка во Вевчани. Инфраструктурно стоиме добро, значи асфалтирани се поголем број на улици, дали со асфалт или камени плочи,
дека том случај, меѓутоа има претежно центарот со оние поглавни улици што ни треба реконструкција, веќе како најранлива и најмногу оштетена мапиравме улицата Шопев мост здравствен дом и решивме да почнеме од незе, што во исто преку Светска банка веќе имаме почнато постапка за готовка на проект за да продолжиме таа улица од Шопев мост до фабрика до влезот на општина Вевчани. Во текот на 2023 преку реализација на неколку инфраструктурни проекти за кои веќе се обезбедени финансиски средства ќе се изгради и реконструира значителен дел од локалната патна инфраструктура во општина Вевчани. Тројца работници од јавното предпријатие Водовод Охрид утрово биле повредени додека поправале дефект на улицата 15 корпус. Еден од работниците се здобил со скршеници, а двајца со набиеници по телот. Работниците се наоѓале на тротоарот, кога врз нив се превртиле палети со цигли кои ги превезувал камион кој се движел во нивна непосредна близина. Работниците веднаш биле пренесени во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид, каде им биле констатирани полесни телесни повреди. Од болницата информираат дека по укажаниот лекарски третман пациентите се пуштени на домашно лекување. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека на местото на несреќата е направен увид од полициски екипи. Највисоки награди и признанија на светскиот надпревар во Дубај освоија 6 генијалци од Brain Brain центарот при Црвениот крст од Охрид. Тимот од Центарот за развивање животни вештини при Црвен крст Охрид во Обединетите Арапски Емирати беа едни од најдобрите во конкуренција на 2000 надпреварувачи од 16 земји. Со 3 златни медали, 1 сребрен и 2 трофеи се вратија од Обединетите Арапски Емирати 6 охриѓанчиња кои ја представуваа Македонија на годинешниот 8 поред интернационален надпревар на Brain Brain програмата што се одржа на 26 ноември во Дубај. Ана Тодоровска, Софија Трповска, Давид Јанковски, Филип Цветковски, Наум Каневчи и Стефан Настевски се генијалците кои го сочинуваат охридскиот тим, поделени во 2 категории со завршено 8 и 10 ниво на Brain Brain програмата. Тие се задоволни од постигнатото на светскиот надпревар. Освоих прво место на интернационалниот Brain Brain надпревар. Имам завршено 10 ниво и учествував на 8 интернационален надпревар во Дубај. Освоих второ место, златен медал. Завршив 10 ниво на интернационалниот Brain Brain надпревар. Освоих прво место, трофеј. Завршив 10 ниво. И прв пат учествував на интернационалниот надпревар во Дубај и решив 10 задачи од 10. Програмата Brain Brain важи за една од најдобрите за развој на животни вештини, развој на мозочен потенцијал, визуализација, имагинација и креативни лидерски способности. Се вративме со големи импресии и впечатоци од самото учество и признанието дека високо котираме во однос на останатите центри на светско ниво, вели Валентина Кузмановска, инструктор и координатор на програмата Brain Brain при Црвен крст Охрид. Инаку учествувавме во конкуренција на 2000 надпреварувачи од 16 земји. Учествувавме во делот на надпреварот на 3-минутно решавање на задачи од ментална аритметика и се вративме со многобројни награди на наше лично задоволство, на задоволство на самите дечиња и родителите. Мотивацијата на дечињата и волјата, но и поддршката од родителите е клучна за успехот на ваквите надпреварувања, вели тренерот Билјана Николовска. Таа споделува дел од придобивките за децата од невролингвистичката програма. Да се работи НЛП програма со деца, каде што те изучуваат разни вештини. Изучуваат дека секој може, дека кога еден ќе направи нешто, секој останат може да го направи тоа. Она што е најбитно, те изучуваат дека секоја личност е овдека посебна и единствена и дека секогаш и понатаму во нивното живење, како животна вештина, изучуваат дека за да бидат најдобри, треба да се надпреваруваат секогаш сами со себе, да не се надпреваруваат или огледуваат на тој што е до нив и дека за успех понатамошен и за подобра интелектуалност, дека треба секогаш да се подобри утре од тоа што биле вчера.
Brain on Brain, центарот при Црвен крст Охрид, е прв во Македонија кој пред 12 години започна со имплементација на меѓународната едукативна програма Brain on Brain. Децата од овој центар постигнуваат во континуитет извонредни резултати со освојување на највисоките награди и признанија на државните и интернационалните надпревари. Концептот Brain on Brain се реализира во 44 држави ширум светот и опфаќа над 100.000 ученици. Утре со почеток во 19 часот во црквата Света Софија се организира хуманитарен настан под мотото "Единствени сме во различноста, сите сме еднакви", на кој ќе земат учество познати охридски уметници. Средствата се наменети за Сдруженијето за ретки болести "Ретко е да си редок" од Охрид. Билетите чинат 150 денари и истите се подигнуваат на влезот на црквата Света Софија. Настанот е организиран од Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Охрид. Ова е убава можност да се даде поддршка на Сдруженијето "Ретко е да си редок", кој работи на подигнување на свеста за предизвиците и потребите на лицата со ретки болести и кој со своето делување го стави Охрид на мапата на глобалната кампања на Rare Disease. Охрид е град кој е на врвот во организирање настани за поддршка на лицата кои живеат со ретка болест и нивните семејства, вели председателката на Сдруженијето и активистка за правата на лицата со ретки болести Гордана Лолеска. Таа во пресрет на Денот на ретки болести 28 февруари најавува уште еден циклус од проектот "Ги запознаваме ретките болести". Операторот на Скопскиот и Охридскиот аеродром ТАФ Македонија ги промовира туристичките потенцијали на земјава пред шпански туристички агенции и блогери со цел отворење директни линии со Шпанија. Во склоп на 4-дневната посета, шпанските гости имаа можност да слушнат приказната за македонскиот рубин, да се сретнат со официјалниот фотограф на фестивалот Струшки вечери на поезијата, како и да се запознаат со историјата на познатите охридски бисери. ТАФ Македонија заедно со домашниот туроператор за дојдовен туризам Балкан Прайм Турс во изминатите 3 дена беа домакини на представници на 7 реномирани туристички агенции од Шпанија и влијателен шпански блогер. Целта е да се креира интерес за Македонија како туристичка дестинација кај шпанските патници, со што ќе се поттикнат авиокомпаниите да воведат директни авиолинии меѓу двете земји, велат од аеродромскиот оператор ТАФ. Веќе имаме интерес од македонците да патуваат во Шпанија, па свативме дека треба да создадеме интереси кај шпанските патници, за на тој начин да ги поттикнеме авиокомпаниите да воспостават директни авиолинии меѓу двете земји. Истовремено работиме и на привлекување на авиокомпании кои би почнале да летаат и од Скопскиот и од Охридскиот аеродром до целни и атрактивни дестинации за одмор во Шпанија, изјави Метин Батак, генерален директор на ТАФ Македонија. Шпанските гости за време на нивниот 4-дневен престој ги посетија тврдината, стариот дел на Охрид, Хераклеја во Битола, Скопје, шарената џамија во Тетово, Кавадарци. Имаа можност да слушнат приказната за македонскиот рубин, да се сретнат со официјалниот фотограф на фестивалот Струшки вечери на поезијата, како и да се запознаат со историјата на познатите охридски бисери. Беа примени и од шпанскиот амбасадор во земјава, кој исто така ја поддржува оваа иницијатива. Поддржани од матичната компанија ТАФ Аеродроми, македонскиот аеродромски оператор присуствува на најзначајните туристички воздухопловни саеми на светско ниво, иницира средби и преговори со различни авиокомпании со една главна цел – зголемување на бројот на дестинации и бројот на патници на двата аеродроми во Скопје и во Охрид. Во рамки на маркетинг активностите ТАФ Македонија не ги промовира само македонските аеродроми, туку и Македонија како неоткриена туристичка дестинација. Во Министерството за култура на Република Бугарија денес во Софија беа подпишани договори помеѓу Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија, Народниот археолошки музеј при Бугарската академија на науките во Софија и Народниот музеј на Србија во Белград, со цел продолжување на соработката во рамки на изложбата 100 години Требениште. Археолошките предмети пронајдени на Требенишката некропола за прв пат беа изложени на едно место во 2019 година во Археолошкиот музеј во Скопје и по ковид пандемијата наредните изложби ќе се одржат во 2023 година во Софија и 2025 година во Белград.
Денес, 3 години по завршувањето на првата изложба во Скопје, трите институции иницијатори продолжуваат со напорите да го реализираат во полно обем овој возбудлив и важен проект за нашите земји. Трите музеи ги комбинираат своите напори во име на пријателските односи меѓу нашите земји и стратешки важното партнерство во областа на културното и историското наследство и неговото научно истражување, зачувување и социјализација. Изложбата треба да ги прикаже материјалните и историјата на проучувањето на античката некропола, откриена во 1980 година кај Требениште, близу северниот брег на Охридското езеро за време на градежни активности на тогашните бугарски инженерски единици, а подоцна проучувана од бугарски, српски и македонски археолози во текот на различни децении на 20 век. Целта на изложбата и проектот не е само да се соберат за прв пат по 100 години исклучително репрезентативните наоди кои денес се чуваат во музеите во Софија, Белград, Скопје и Охрид, туку и да се демонстрира заедничка волја за соработка и пријателство со лукавството меѓу нашите земји. Домаќин на овој свечен чин беше министерот за култура на Република Бугарија Веслислав Минеков, а присуствува и амбасадорите на Северна Македонија и Србија во Софија, Агнеза Руси, Поповска и Желко Јовиќ. Договорот предвидува научна соработка и размена на изложби меѓу Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија и Народниот археолошки музеј при Бугарската академија на науките во Софија. Голема благодарност беше изразена и до Заводот за заштита на споменици на култура и музеј Охрид за поддршката во остварување на оваа соработка и размената на изложбите. Во продолжение вестите од светот. Трета експлозивна направа за 2 дена скриена во пакет била испратена во база на шпанската авиација во Торехон де Ардос во близина на Мадрид, главниот град на Шпанија. Вчера, како што потсетуваат тамошните медиуми во оваа земја, беа откриени 2 писма бомби, едното испратено во украинската амбасада во Мадрид, а другото во компанија која произведува оружје на северот на земјата. Првата бомба експлодирала и нанела полесни повреди на вработен во амбасадата. Доцна синоќа полицијата потврди дека истражува можна поврзаност помеѓу двете писма бомби испратени до амбасадорот на Украина во Мадрид и шпанската компанија за оружје која произведува ракетни фрлачи и ги донира на Киев. Кинеските власти планираат да ги олеснат мерките против коронавирусот, дозволувајќи им на луѓето позитивни на COVID-19 да бидат ставени во карантин дома под одредени услови. Домашниот карантин нема да биде безусловен и нема да биде возможен за секого, но бремените жени, старите лица и лицата со хронични заболувања ќе бидат подобни за оваа мерка. Блиските контакти на болните ќе може да се изолираат и дома доколку домашната средина исполнува одредени услови. Кинеските градови Гуанgjу и Чонгкинг вчера најавија облажување на ограничувањата за коронавирусот еден ден по судирите меѓу демонстрантите и полицијата во Гуанgjу. На улиците на кинеските градови вчера беа видливи стотици теренски возила, комбиња и оклопни возила со ротирачки светла. 5 лица се пронајдени мртви во куќа во предградие во Чикаго, соопшти полицијата. Тие велат дека во средата била повикана полиција да ја провери состојбата на возрастна жена. Морале насилно да влезат во семејната куќа откако не успеале да остварат контакт со никого внатре. Од полицијата исто така велат дека пронашла и 5 лица во куќата од кои сите биле прогласени за мртви. Прелиминарната истрага укажува на семеен инцидент, а имињата на жртвите не се соопштуваат. Причината за смртта е под истрага. Американскиот председател Џо Бајден сподели фотографија со Имануел Макрон како јадат сладолед за време на државната посета на францускиот председател. Фотографијата, објавена на Твитер профилот на Бајден, доцна синоќа го покажа Бајден како седи до Макрон со чини и сладолед пред нив во Фиола Маре, италијански ресторан за морска храна во Вашингтон. Сопругите на двајцата лидери, Џил Бајден и Брижит Макрон, седат спротивни без сладолед. Над сликата Бајден напиша: "Добре дојдовте, пријатели, во градот." Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.